Муцунски на средба со шејкот Ал Нахјан. Исплатени субвенции за над 4500 млекопроизводители. Кина го осудува трговското насилство на САД. Малдиви со забрана за израелски пасоши. Гвинеја Бисао, сиромаштија со насмевка и душа. Неофицијална цензура во Велика Британија. Се отстрануваат книги од библиотеките. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, како дел од владината делегација, оствари средба со вице-премиерот и министер за надворешни работи на Обединетите Арапски Емирати, шејкот Абдула бин Заед Ал Нахјан. Средбата се одржа во рамки на официјалната посета на премиерот Христијан Мицкоски на Обединетите Арапски Емирати. На средбата беа потврдени добрите билатерални односи и конструктивната соработка помеѓу двете земји. Акцент беше ставен на потребата од интензивирање на меѓусебниот политички диалог, како и на унапредувањето на економската и трговската соработка. Во таа насока, Муцунски потпиша два меморандума за разбирање, еден за економска соработка и еден за соработка помеѓу дипломатските академии на двете министерства за надворешни работи. Средбата исто така нагласи важноста од интензивирање на контактите меѓу бизнис заедниците и стопанските комори на двете земји, со цел поголема економска поврзаност и реализација на нови инвестиции. Покрај билатералните односи, соговорниците размениле мислења и за актуелните геополитички случувања во светот. Во текот на вчерашниот ден се исплатија 4574 млекопроизводители со вкупен износ од 292.614.813 денари, информира Министерството за земјоделство. Исплатата се однесува на произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко за периодот јули-декември 2024 година во рамки на програмата за финансиска поддршка во земјоделството. Висината на директните плаќања изнесува 5 денари по литар за кравјо млеко и 6 денари по литар за овчо и козјо млеко. Министерството посочи дека со ова се заокружува целосната исплата на субвенции по основ на предадено млеко за 2024 година. Кинеските власти отворено ја критикуваат трговската политика на САД, оценувајќи ја како закана за глобалната економија. Заменик директорот на Националното биро за статистика, Шенг Лајун, изјави дека американските царини се трговско насилство кој ги прекршува принципите на СТО и влијае на меѓународниот економски поредок. Истовремено, Кина забележа економски раст над очекувањата во првиот квартал од 2025 година, поттикнат од продажбата на мало и индустриското производство. И покрај притисоците, Лајун истакна дека кинеската економија останува отпорна и дека Пекин ќе преземе мерки за поддршка на растот. Парламентот на Малдиви усвои амандман со кој се забранува влез во земјата за лица со израелски пасош, како одговор на војната во Газа. Одлуката, која веќе беше одобрена од председателот Мохамед Муизу, стапи на сила оваа недела. Во соопштението се наведува дека забраната ја одразува цврстата позиција на владата против дејствијата на Израел врз палестинскиот народ. Малдиви, со мнозинско муслиманско население, досега не дозволуваше практикување други религии, а во февруари таму влегле 59 израелски државјани. Оваа одлука предизвика реакции на меѓународната сцена, особено меѓу туристичките агенции и организации за човекови права. Додека некои ја поздравуваат како акт на солидарност со палестинците, други предупредуваат дека воведувањето рестрикции врз основа на националност може да доведе до дискриминација и негативно да влијае врз имиџот на Малдиви како отворена туристичка дестинација. Вистина е дека Гвинеја Бисао е една од најсиромашните земји во светот, но токму таму може да се почувствува радоста како никаде на друго место. Вистина е дека луѓето таму ја знаат вистинската смисла на животот, што значи да се биде искрено среќен и благодарен за секој нов ден. Енергијата што се шири низ оваа земја е ретка и посебна. Вистина е дека ова патување не води во срцето на Западна Африка, во Гвинеја Бисао, држава што излегува на Атлантскиот океан, а се граничи со Сенегал и Гвинеја. Вистина е и дека оваа земја се потпира на земјоделството како главна стопанска гранка и единствен извор на приход за многумина. И покрај тоа што во минатото била дел од моќни африкански царства и понесува богата историја, Гвинеја Бисао денес останува символ на едноставен живот. Вистина е дека Гвинеја Бисао е позната по своите топли и гостопримливи луѓе, како и по шарениот карневал, африканскиот рио, кој се одржува секој февруари. Тоа е време кога улиците се исполнети со музика, танц и насмевки.
Вистина е дека карневалот е срцето на културниот израз, каде што стотици групи во костими од школки, рогови и лисија ја слават својата традиција. Вистина е дека во оваа земја живеат повеќе од 10 етнички групи кои, и покрај различностите, живеат во хармонија. Покрај карневалот, Гвинеја Бисао се гордее и со своите прекрасни плажи и природна убавина. Но, вистина е и дека 65% од населението живее во сиромаштија, со просечни примања од едва 40 евра месечно. И конечно, вистина е дека луѓето таму не ја симнуваат насмевката од лицето. Во светот во кој многумина ја бараат среќата во материјалното, вистина е дека токму жителите на Гвинеја Бисао ја пронашле нејзината суштина, длабоко во себе. Вистина е дека Гвинеја Бисао, и покрај својата сиромаштија, крие изобилство од природни ресурси и недопрена убавина. Земјата е дом на архипелагот Биџагош, кој се состои од преку 80 острови, од кои многу се целосно недопрени од модернизацијата. Овие острови се под заштита на УНЕСКО и представуваат еден од најфасцинантните екосистеми во Западна Африка. Вистина е дека овде живеат ретки животински видови, меѓу кои и манати, морски желки и некои од најредоките птици во светот. Вистина е дека и покрај лошата инфраструктура и ограничен пристап до здравство и образование, во Гвинеја Бисао постои силно чувство на заедништво и солидарност. Семејството и заедницата се централни вредности во секојдневниот живот. Луѓето се грижат едни за други, делат храна и секогаш ќе ве пречекаат со насмевка, без разлика дали имаат или немаат. Вистина е дека тие не живеат во изобилство, но живеат со душа. Вистина е дека Гвинеја Бисао се уште се бори со политичка нестабилност, но нејзините граѓани не се откажуваат. Во последните години се бележат напори за подобрување на институциите и вложување во туризмот како можност за економски развој. Вистина е дека оваа земја има потенцијал да стане уникатна дестинација за оние што сакаат автентично искуство и бегство од комерцијалниот туризам. Гвинеја Бисао не е за секого, но за оние што сакаат вистинска човечка поврзаност и длабока животна инспирација, таа е едно од највредните богатства на Африка. Во Обединетото кралство се забележува зголемен тренд на неофицијална цензура, при што одредени книги се отстрануваат од библиотеките. Иако ситуацијата не е толку сериозна како во САД, библиотекари се соочуваат со притисоци, губење на работни места и онлайн напади поради нивната заложба за интелектуална слобода. Председателот на Сдруженијето поврзани библиотеки, Ед Джуел, истакнува дека е забележано зголемување на пријавите за цензура. Тој нагласува дека е важно библиотеките да обезбедат пристап до широк спектар на перспективи, без страф од негативен публицитет или заплашување. Истражувањата покажуваат дека во британските училишта се случува цензура од страна на учениците, вклучувајќи вандализирање на библиотечниот материјал и бележење книги со расистички и хомофобични навреди. Алисон Хикс од Сдруженијето на училишните библиотеки забележува дека речиси сите такви напади се насочени кон ЛГБТ заедницата. Иако повеќето библиотеки во Обединетото кралство ја следат етичката рамка на овластениот институт за библиотечни и информациски работници, која вели дека објавените материјали не треба да бидат ограничени освен ако тоа не го бара законот. Сепак се појавуваат случаи на самоцензура и отстранување на книги поради притисоци од различни групи. Овој тренд на неофицијална цензура предизвикува загриженост меѓу библиотекарите и застапниците за слобода на изразување, кои предупредуваат дека таквите практики можат да го ограничат пристапот до различни идеи и информации. Муцунски на средба со шејкот Ал Нахјан. Исплатени субвенции за над 4500 млекопроизводители. Кина го осудува трговското насилство на САД. Малдиви со забрана за израелски пасоши. Гвинеја Бисао, сиромаштија со насмевка и душа. Неофицијална цензура во Велика Британија. Се отстрануваат книги од библиотеките.